Значи, ако сакаме уште, јас сега ќе ја замолам Наде да ни даде добри информации. Повторно за настан кој би требало да го потресе Скопје и скопскиот ум. Наистина не можам да замислам подобар контекст да го најавам следниот настан од овој сега. Така што многу сум благодарна на Господ и на нашите гости што го возможија тоа. И навистина да во таков еден дух заеднички можеме да се израдуваме заедно и за овој настан што јас сега ќе го најавам, а тоа е четвртиот поред Veritas форум кој што ќе се одржи овој петок во 19 часот во Младински културен центар. Овој пат имаме
можам да кажам, уште поголема привилегија и чест да ни дојде овој професор, негово име е професор доктор Џон Ленокс, исто така од Универзитетот во Оксфорд. Меѓутоа морам да кажам дека иако сите претходните тројца гости што беа на овие Веритас форуми, кои што навистина допринесуваат за подобро разбирање во нашата јавност и особено помеѓу професори во Македонија и луѓе од тој кој што се справуваат со тие големи прашања на животот и некогаш не знаат како да се одговорат, и со овие наши гости бар се обидуваат некако да им бидат одговорено. Морам да кажам дека тројцата претходни гости беа навистина еминентни, познати и така натаму, меѓутоа за овој гостин морам да кажам дека уште повеќе. Не заради тоа што е подобар професор или така натаму, туку навистина дека тој имал шанса да дебатира со на најпознатите универзитети низ целиот свет, особено во Америка и во Британија, каде што имаме наплив на новиот атеизам. Така што луѓе, можеби некои од помладите сте слушнале уште повеќе, дека има многу голем наплив на така наречениот новиот атеизам, кој што исто така има своји корени во Оксфорд. Овој професор конкретно има дебатирано со Ричард Докинс, со Кристофер Хиченс и така натаму, кои што, морам да кажам, на голема врата навлегуваат и во Македонија. Пред една година јас лично бев на промоција на Кристофер Хиченс книгата, која што се вика Господ не е голем. Така што верувам дека со гостинот од Оксфорд, кој што исто фантастичен, не само што е фантастичен говорник, туку е полн со хумор и со Духот Божи, можам да кажам. Така да тој, како што нашиот брат Вангел, така, со неговиот дар, со музиката и така натаму не воздигна сите и не покрена на нозете да го прославуваме Господ, така исто овој професор со неговиот ум, со неговиот голем смисол за хумор, можам да кажам да вистина успева дури и тие најголеми атеисти и скептици некако да ги придобие. Ако не да поверуваат во Господ, бар со оној пристап дека се разбират и дека веруваат, дека има големи умови кои што исто така можат на релевантен начин да го прославуваат Господ. Така што јас ве поканувам, значи, да размислувате особено за луѓе, дали ваши професори или луѓе кои што стварно имаат големи прашања кои што не знаат како да си одговорат или сметат дека верата е само за тие што не се паметни, не се интелектуалци и така натаму. Верувам дека за такви луѓе особено ова ќе биде добра шанса да се запознаат со Евангелие и некои големи препреки кои што им се во умот да им бидат симнати, одговорени и да се отвори некако поголем пат за некои од нашите најголеми умови во Македонија да ја спознаат верата. Така што јас ве поканувам, значи, во Младински културен центар, Кино Фросина, во петок во 19 часот. Имаме тука некои покани, така што, значи, земете, ако имате особено луѓе што сакате да поканите посебно. И морам да најавам дека на истиот тој настан Издавачка куќа Метаноја ќе има своја прва отварање, можем да кажем официјално, со издавање на книгата на професор доктор Џон Ленокс. Книгата се вика Бог на нишан, зошто новите атеисти ја промашуваат целта. И таму имаме многу фантастична одбрана слушност на верата, зошто чудата, зошто дали Исус Христос воскреснал, како воскреснал и така натаму. Значи, фантастично обработено, што сметам дека ќе биде од голема корист за секој што ќе присуствува на такова еден настан, да се ја земе и дома и понатаму да ја расчитува, да ја считува и да продолжи да поставува прашања. Така што ќе ве молам и за тие што нема да може да дојдат да поддржат во молитва. Благодарна сум дека Игор веќе се нафати со сопругата негова, дека баш во петок ти имате молитва во куќата на молитвата и тие сушност во исто време додека ние го имаме настанот ќе се и молат за овој настан. Така да поддржете ме и сите вие други во молитва. Фала Богу. Еве го постерот, ова е доктор Џон Ленокс.